Европската унија со повеќе брзини, ама дали и кон Балканот? Ова е насловот на темата на неделата на Слободна Европа, во која зборуваме за проблемите на Европската унија, проширувањето на Балканот, местото на Македонија и аспирациите на Русија. Европската унија има своји проблеми и како да подзаборави на Балканот. Сега и во регионот почна да се зборува за надворешни непријатели и за редефинирање на границите. И додека некои тоа го ставаат во графата на празни ставови на локални политичари, други сметаат дека унијата не треба да си игра со оган. Особено не во време кога Русија гледа да го зголеми влијанието во регионот. Најновата реторика на политичарите на Балканот успеа во едно. Западните влади повторно да бидат алармирани доволно за да почнат да го враќаат вниманието на регионот. Тоа го изјави и еврокомесарот Јоханес Хан, кој призна дека владите го притискаат да излезе со конкретни идеи како да го зачува регионот стабилен. Резултатот е план за заеднички балкански пазар, кој би бил поддржан и од локалните лидери и од Европската унија и кој, според Хан, би создал 80.000 работни места. Но некој, како поранешниот специјален пратеник на Европската унија и на Обединетите нации за Балканот, шведскиот дипломат Карл Билт, сметаат дека императив на унијата треба да биде целосна интеграција на Балканот. Според Билт, евролидерите и немаат друг избор, бидејќи се друго би значило проблеми за нив. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск пак деновиве изјави. The European Union remains faithful to the promise of Thessaloniki and fully committed to the stability and prosperity of the region. Но само повторувањето на ветувањето, дадено во 2003 година во Солун, дека сите балкански земји ќе станат членки на Унијата, нема да доведе и до зачувување на стабилноста во регионот. При тоа се спомнува одлуката на председателот на Европската комисија, Жан-Клод Јункер, кој преземајќи ја таа функција реши дека нема да има прием на нови членки на Унијата за време на неговиот мандат кој истекува во 2019 година. I don't think that this was a mistake when I announced back in July 2014 that there will be no enlargement during the mandate of this commission because, as a matter of fact, no candidate country is ready to join. We did not stop the enlargement negotiations. Во декларацијата од самитот во Рим, кој беше посветен на 60 годишнината од Европската унија, се навестува Европа во повеќе брзини. Ќе работиме заедно кога ќе биде возможно, со различно темпо и интензитет кога ќе биде неопходно, се наведува во декларацијата. Источните членки на Унијата се против тоа, велејќи дека така само ќе им се дадат аргументи на евроскептиците кои јаваат на брановите на британскиот Брекзит. Каде е Македонија во оваа приказна, народот во земјата соочена со долготрајно чекање за влез во Европската унија, како да го губи ентузијазмот. Сепак и покрај се погласните антизападни чувства поттикнати од некои политички структури, поддршката за Европската унија во Македонија е се уште висока и стабилна. Македонските евроатлански интеграции неминовно влегува во дневната политика. Една од причините е тоа што Европската унија е еден од клучните медијатори во процесот за решавање на политичката криза, велат експертите. Поранешниот државен секретар за европски прашања Перо Димшовски вели дека проблем е тоа што заложбите на македонските политичари за евроатланска интеграција се само декларативни. Говорниот дел, онај делон што е вокалниот дел на политичарите и политичките партии, јас овде нема да именувам ни една, бидејќи кај сите е тоа исто. Имаме една мантра за како се за влез во НАТО, било важно влез во Европската унија и така натаму. И кога ќе се најдат во ситуација да можат да направат исчекор во таа насока, позитивен исчекор, тие тоа не го прават. Значи имаме еден вид двојност овде, можеби злоупотреба на јавниот збор во кампања или за да се дотворат на гласачите, бидејќи знаеме 75%, може би повеќе, и во оваа негативна кампања која се јави во изминатиот период, од граѓаните се за членство на Македонија во евроатланските институции. За Димшовски загрижувачка е тенденцијата на антиевропска политика, особено кога таа доаѓа од политичари кои имаат влијание во сопствената средина. Сметам дека се изгуби одговорноста за кажаниот збор. Многу
подгревање на национализам, на антиевропски менталитет, на антизападен менталитет во оваа земја нема добро да му донесе никому, ни самите прво, на тие представници на тие политички опции од кои доаѓаат тие, да речем, нови идеи, али уште помалце на самата држава и на граѓаните пошироко, бидејќи ако нешто се покажа во овие 25 години од како Македонија функционира како самостојна суверена држава, е тоа што Македонија припаѓа на тие евроатлантски институции. Последните истражувања на јавното мислење покажале дека довербата на граѓаните во Европската Унија изнесува од 65 до 70%. Сепак, дел од нив сметаат дека Унијата не е доволно праведна и фер кон Македонија. И тоа беше се во ова издание на темата на неделата на Слободна Европа, во кое се осврнавме на проблемите околу проширувањето на Европската Унија на Балканот и во Македонија и влијанието на Русија. Следете на slobodnaevropa.mk и нашите социјални мрежи. До гледање.